Време е за влези вози, а во следните 40 минути, како во секој издание, така и во ова, ќе уживаме во супер гостин, меѓутоа и во супер моќен автомобил. Во изминатите неколку емисии, момците се мое друштво зад воланот, па така ќе биде и овој пат, кој ќе се обиде да докаже дека мажите се подобри возачи од жените. Дознавате веднаш, останете тука. Во неговото професионално CV стои ракометна кариера од речиси 2 децении, има повеќе од 150 надпревари во македонската репрезентација, многу искуство, многу минутажа на паркетот, меѓутоа и многу искуство. Ние го знаеме и го препознаваме по неговиот борбен дух, а тој е еден од најдобрите пикери во Македонија. Неговото име е Ванчо Димовски. Добре дојде. Добро ве најдов, поздрав до сите. Денес имаме убаво време, таман за возење, ни се погоди. Супер. Кажи ми колку често си во автомобил? Па многу. Значи, не проаѓам скоро ништо во денот сега за сега, да кажам, одење или пешки. Во автомобил сум од Сабајле до дека завршат сите обврски. Евентуално на подобро време може да го заменам од време на време со велосипед, но 90% сум во автомобил. Важите за смирен или можеби за темпераментен возач? Сакам да сум смирен и сум. Се видувате во сите оние гужви да останете сепак смирен? Па да, затоа што е моментално ситуацијата хаос и ако се сите, значи, нервозни, а нема повеќе смирени возачи, би било општо хаос и јас сум од тие кои покушаваме некако да биде све како што треба, по правила, прописи и во ред, но не е секогаш така, нели? Вашиот темперамент зад воланот, меѓутоа и скопскиот метеж ќе го искусиме за неколку минути. Ова е најновото издание на Влези вози. Влеговме во овој прекрасен Исузу автомобил и сега е време да почнеме да зборуваме малку повеќе ретроспективно за твојата кариера. Твојот татко беше фудбалски тренер и некако потекнуваш од спортско семејство. Меѓутоа, како за ракомет, а не за фудбал? Па тоа е приказна која, знаете, се случи пред околу 23 години. Про целото детство, нели, нормално по мојот татко гледав нешто што е поврзано со спортот и бев многу често на фудбалскиот терен, што е нормално во тој период. Пробавте да играте Тренирав фудбал? фудбал и го поминав тоа детство до 8 оделение негде на фудбалските терени, затоа што и целото друштво беше во фудбалскиот терен и можам да кажам дека само убави спомени не врзуваат од тоа време. Ден денес кога сме заедно со тие луѓе кои трениравме фудбал во тоа време. Може би дел од нив се ракометари денеска? Нема Не? такви, но Само вие. толку многу искуства и убави и неубави од тој период. Ден денес ги зборуваме како да сме биле во некој клуб 10 години, а не само тие 2 години, 3 од 6, 7, 8 оделение. Потоа дојде периодот кога се запишав во средна физкултурна школа и тој период на веќе, да кажам, определува во спортот на 14 години, имајќи го предвид тоа, нели, 3-годишно фудбалско искуство и тој време поминато на терен и стручно око фудбалско на некој начин во дома. Добив предлог кој на почетокот покушавав да го одбегнам, да не се појавам на ракометен тренинг, бидејќи во тој период не можев да се замислам да не сум Фудбалер. а не толку фудбалер, него колку што на тој тренинг и во цело друштво тоа каде што трениравме заедно се запишавме во средно. Ја бев тој кој се определи по друг пат спортски. Во школа си останавме заедно, но сите кога одев на тренинг фудбал, ја одев на тренинг ракомет. Проба да ме убеди, отидов на еден тренинг. Ча да кажам, окей беше, ми се свиѓаше. Од тогаш па до ден денешен, не знам,
дали и колку сум пропуштил тренинга, а да немало не знам како голема причина за тоа. Дисциплиниран спортиста? Подисциплиниран, на некој начин дисциплиниран. Дисциплиниран. Сметате дека дисциплината и посветеноста е клучното, да кажеме, за било која спортска кариера? Па спортот е многу специфичен. Тоа се фактори кои мора да бидат многу клучни во целата спортска кариера, посветеност и дисциплина, но сега вака гледано после тоа искуство и све што имам видено кроз кариерата е ретки се оние кои успеваат, а ги немале тие две работи, затоа што биле екстра надарени, екстра талентирани, многу квалитетни и поминувало ново краток период. Значи не може да биде таа кариера, не знам колку долга, играње на многу високо ниво, ако ги нема тие основни фактори да бидат исполнети. Кажете ми, каде започна вашата професионална кариера? Кој е оној клуб каде што вие почнавте и кога почнавте? Почнав, тоа беше раковетна школа на Вардар, па се преселивме како школа сите во Огномак во тоа време, во Металург. Поминаа тука тие 2 години на, да кажам, школување во од 93-та до 95-та година, каде што летото 95-та отидов на мој 16 години во работнички, кој тогаш беше во втората лига и одма дебитирав и заиграв за прв тим. Значи, тоа што беше собно, ако игравме некои така првенства на, дали и беа првенства на некој градско ниво, тие младински првенства и кадетски и пионерски, тоа све скокнав уствари во кариерата е директно во сениорската екипа на работнички во таа втора лига. Таму поминав 2 години, од таму во пролет 2 години и потоа потпишав во Вардар. Сега да кажам, таа кариера каде што од првата година почна борба за медали и борби за висок пласман беше од 99-та година со доаѓањето во Вардар. Во вашата кариера има доста клубови, меѓутоа никогаш, да кажеме, во странство. Зошто останавте тука да играте? Бев 1 година во странство, во екипата на Голд клуб во Словенија. Добро, ако направите сега паралела? Све беше како што треба, значи потегот на одењето и потегот на враќањето. Че поминаа тие 5 години во Вардар, доста успешни. Освоивме 8 медали у 5 години од можни 10. Дојде некој период каде што тогаш веќе тие години и сакав да одам, да видам што и како е надвор државата. Имаше една кратка авантура во една екипа во Франција која траеше месец и пол и поради банкрот клубот отиде во понизок рак на преварување и така дојдов во Пелистер 2004 година, што на почната сезона по враќањето од таму дојдов во Пелистер. Одиграв и таму бевме шампиони на државата и земавме купот, имавме прекрасна година во Битола. После доаѓа таа сезона потпишувањето во Металург на 1 година и потоа заминав за Словенија и таму поминавме добро, игравме Лига на шампиони, има изборена Лига шампиони таа сезона. Но целиот тој подем на Металург во тоа време и почнување да се гради клуб, бевме цело време во контакт. После 1 година помината во Словенија, по преговори и размислување се вратив одма назад и од тогаш навака веќе знаеме. Бев цело време таму.
Бидејќи го споменавте Металург, морам да ве прашам, бевте дел од таа, да кажеме, последна успешна сезона на Металург, каде што сите бевте вие кои што се запознавате, бидејќи сега Металург е со подмладен состав. Каде сметате дека беше проблемот? Вака од играчки аспект. Зошто се случи таков крах на клубот? Крах. Не е крах, се случи една неубава работа. Што е да кажам, сега гледано од оваа перспектива, како да дали сега имаше некое можда презаситување, можда достигнат максимум на целата таа екипа, но не можеме нели да го не, да нешто сега критикуваме или не знам што, дека се случило. 10 години бе во тој клуб. Знам какви 10 години помина, таму 8,5-9 уствари. Земајќи оваа последната полусезона, нема бегање од тоа дека Металург со тоа, како што кажав, доаѓање му е 2005 година до ден денешен, да кажем, работеше на тие така наречени сега проекти македонски, што и беше така, што работат со сите тие школи и развој на играчи на можеби големо ниво и голема бројка на деца. Сето тоа се го градевме заедно, успеа во тоа Металург да собере цел квалитет македонски, поиграше во Македонија. Сега сме се уште тука, можеби по-разумни ќе бидеме и за уште некое време кога ќе помине. Почна репрезентацијата да прави резултати, каде што тие носители на игра во репрезентацијата, дали одбрана, дали напад, иземајќи го Кире беа сите во Металург. Кире доаѓаше и факт беше дека бевме заедно многу години во репрезентација и сето тоа лесно се уклопуваше. И сега се случи тоа што се случи, тие се работи кои од тогаш навака, нели, секој си тера приватно. Клубот се уште постои. Сметате дека во ваков подмладен состав ќе може некогаш да го достигне успехот? Голем удар беше тоа што се случи, затоа што во клуб што функционира, па од таква екипа само да заминат 5 играчи во све нормално, е тешко да се врати све тоа како што било, повторно ќе треба време. Ако има желба, нели, кај нив да сето тоа продолжи како што било, треба повторно период, затоа што еве споменав, ја дојдов во Металург, они играа до душа и финале на македонско првенство пред моето доаѓање, 2003 таму 4-5 година, што значи дека тргна тука еден период каде што они почнаа да го ствараат све она кое врвот го достигна од 2011 година до 2015. Се играше Лига шампиони, се играше на едно врвно ниво, каде што нема збор, значи тоа ќе остане цел живот за... Тоа ќе остане во историја. И за нас, како мене лично, тоа е тоа Металург. И мене ми дал, и јас сум му дал 10 години од својот живот. Сме имале премногу убави моменти и после све кога ќе видиме, јас сум човек, например, што сакам да ги видам тие позитивните работи што останале и што биле добри. Добри, ја гледам, значи од 10 години мој, можда сме имале 6 месеци лоши, значи сме имале сепак повеќе 9,5 години добри. И мора некогаш и таа страна да гледаме и знаеме колку било вложувано, каков третман сме имали, не сме избор да кажеме што се десува. Кога веќе ги споменавте на треварите и вашето долго искуство, дали може би имате некој натревар кој што за секогаш ќе го паметите, некој кој што сте го решиле, кој што со задоволство се потсетувате на него?
Па, сега јас дека сум решил, така не ги гледам надпреварите, има надпревари кои... Да кажеме по последна секунда, минути, одлучувачки. Не, тоа голем надпревар да бил во последна минута и одлучувачки, не ни се сеќавам. Значи, има надпревари кои се останати во моето сеќавање и сум ги спомнал неколку пати, сега тоа се неколку надпревари со Металург. Во онаа година последна во Лига на шампиони, предпоследна, сега не може, како што и говорат многу, се тренира во животот за да се победи Барселона. Ние сме победили Барселона во еден период каде што била не знам колку пати поквалитетна од нас. Оној надпревар со Исланд на отварање на салата Борис Трајковски, мислам дека не треба никогаш да го заборавам и неќам, затоа што беше нешто ново за сите, дојде репрезентација која беше апсолутен фаворит. Ние отваравме салата, прв надпревар се случи нешто што на телевизија гледавме до тој момент. Игравме во кале, игравме во помали сали, влеговме во нова сала, се случи и со нас нешто до тогаш невидено, затоа што не можев, мислам, никога да го победиме. А имаше моменти каде што му водевме 10 разлика, заврши 8 и беше тој прв пласман на светско првенство во Хрватска за нас. Многу важен. После, нели, таа смена на генерации што говориме толку време. Вие од секогаш сте играле на позиција пикер или можеби сте играле во кариерата и на некоја друга позиција? Не сум играл од прв ден, кога дојдов на тренинг ми рекоа Пикер. Ти ќе видиш пикер. Викам добро, нема проблем. И се наместив на пикер, од прв ден почнав да учам да шутирам, да паѓам и така беше до последен. Што сметате дека пикерот го прави специфичен во целиот тој тим? По што се разликува вашата позиција од останатите? Бидејќи често ве гледаме ете така, како пробивате, како да, паѓате. добро се, тие сега. Како најмногу сте тепани, условно Гледано кажано. од страна е така. Пикер сите се сами, нема никој околу нив. Ние сме каде што се сите противнички играчи, значи таму во гужвата, како викаат сите. Ти си тој во гужвата таму, што се буткаш, што се тепат. Така изгледа од надвор, но е сепак... Како е суштината? Па све е така, но многу се менува тој систем на игра и пикерите добија многу голема улога која се во тимот кој е нападот во прашање, многу работи се сведуваат на вас, играта, буквално. да, како ќе тргне и што ќе биде све преку пикерот, не мора он да завршува цело време или да дава голови, но секоја акција е поврзана со него. Тие блокади, до тие нели рушење на противничката одбрана и олеснување пат за останатите играчи да дадат полесно гол. Веќе споменавме дека пред 20 и кусур години сте почнале во работнички, но со фудбал. Денеска сте повторно во работнички, меѓутоа во ракометната сфера. Се наоѓате во една нова улога, како се наоѓате како директор? А не сум јас сега тоа директор, мене Па добро, така пишува, така стои така во титулата. пишува, да, нема, тоа е се Звањето е тоа. Еден да го наречам ајде проект кој Најавивте вие нова ера на работнички и враќање на нормално, клубот. да, значи беше идејата со луѓето кои беа во работнички, затоа што работнички едно време го немаше. Па го реактивираа пред некои 5-6 години, влезе во Суперлига, играше и да кажеме бевме слободни летово после толку време, па во еден разговор дојдовме до идеја дали може да се нешто покрене и да биде на некое, да го наречам, повисоко ниво. Чисто како така, ајде, една приказна тука во Скопје, која кај овие постари ракометари од Скопје биле сите поврзани со тој клуб, малце да све тоа проба да се живне, да кажам. Океј, но таа малце преголема помпа, нели, апетитите се големи.
големи за тој што не знае. Значи, ние имаме два клуба во Скопје на кои се чудеше Европа на какво ниво се од исти град и нешто такво трето во исти град. Не знам, можда во Истанбул има. Галата Сарај беше Смета дека е невозможно? Па невозможно е тоа. Тоа е еден добар филтер за еден клуб кој ќе игра на ова ниво на кое е сега. Мислам дека у просек сме и најмлада екипа во лига. И една подлога, еден добар ракомет, плейоф ќе игра работнички за оние играчи од 20 на 22 години да имаат едно квалитетно надпреварување и да може да се развиваат, дека ние можеме, може некој да се задржи таму и дека во кариерата да му биде тоа врв, тоа нема потреба, значи ми треба да работа. Меѓутоа е добар филтер за успешни Добар филтер, играчи. ја така го гледав сето тоа, затоа што има потенцијал и во тие таму, треба правилна работа, треба нормално добри услови да се обезбедат и нека напредуваат, па нека си го бараат патот натака во животот. Ние сме клуб кој не треба да ги држиме, ние треба да ги створиме, па потоа да направат кариери и да заработат ако може да животот и да ракомет. Има доста играчи, извини, значи тоа се работи многу на ракомет во Скопје, бидејќи ајде во Скопје, во цела Македонија. Логично е дека треба да малце да кажем да се помогне на работнички. Не треба да се помогне на тој начин, него имаат школи огромни сите клубови и овие два гиганта кои се од Скопје. Невозможно е дека цела генерација од 15-20 играчи кои се да речеме на излезни години може да заигра во Вардар. И сме сите свесни за тоа дека еден ако дојде од школата во Вардар, Вардар треба да е пресреќен, а не па повеќе. Значи тие играчи повторно треба негде да играат. Нема да заврши за нив ракометот кога ќе завршат тие млади категории. И пак сведено на тоа, ние сме отворени за соработка, разговарано и со клубовите дека оние играчи кои треба да се ствараат, а играат, не знам, у пониски лиги, рангови или младински надпреварувања. Има играчи кои би биле интересни и би било добро дојдено и за нас, и за клубот, и за самиот играч да има кај, например, во работнички и да се он бруси како играч, па дај Боже утре да достигне некој ниво, па да може да заигра во своите екипи. Веќе зборуваме за оние работи кои што ви го окупираат времето по завршувањето на кариерата. Оваа година се збогувавте од репрезентативниот дрес. Кажи ми, како е кога знаеш дека тука ти завршува една ера од животот, од спортот, од кариерата? Па добро е. Тоа е тоа, ја така ги гледам работите. Значи, сега ја знам дека сум почнал да тренирам на 14 години, дека на 20 години сум станал репрезентативец, дека сум бил репрезентативец до 35 години. Сметате дека е доста? Кога ги упростиш работите, па тоа е тоа 15 години репрезентација. Ја не знам кој игра 15 години. Добивте признание за тоа на надпреварата Чешка, Да, Македонија, но кога се играше? тие се тие години, можда и ако има подобри млади играчи да може да се задржи континуитетот, треба и порано да се порано. 35 години е можда и во еден таков ритм тешко, поготово за, не знам, играчот типот јак што сум бил. Затоа што немаш. Доста повреди, Па има била една поголема повреда, поише другото било ситно што е нормално за спорт, но тоа е период кој, нели, полни години, младост може да се издржи еден таков ритм, затоа што ракометот е специфичен со тоа што првенствата се во јануари и од тие 15 години никогаш немавме зимска пауза. Затоа што се одма после завршување на првенство се биле тие собери на репрезентација, па траеле до крај на јануари и одма другиот ден сме се приклучувале по клубовите и тоа е напорно. Значи има играчи кои еве сега првни кои веќе не се по своите репрезентации, имаат по 20-30 дена одмор во зима, прави регенерација на телото и полесно му е да го издржи напорот до крај на сезон.
Значи задоволен сум што се однесува до тоа, таа репрезентативна кариера ја завршив. Ова е клубската, се уште сум, ајде во полупогон, така да кажем, тренирам. Чекам да ми се преигра уште малце, па можда да помогнеме така, да уште некое време на овие млади дечки кои се таму. Далеку сме од тоа сега дека не знам каков предизвик. Мене, например, лично, точно ми беа тие години каде што се случи ова што се случи во Металург, не успеав да таму ја завршам кариерата, а тој е клубот кој... Ви беше желба во Металург да завршите кариерата? Не ми беше желба, ми беше природно. Да се до тоа продолжи, само да... Таков тек димат настане. Да. Сега ова беше тоа што беше, овие што се помлади, нели нормално се по својот пат, си продолжи, си играат уште, и јас останав тука сега у некој период од веќе скоро година дена. Тренирам све окей, но мислам дека треба да им се даде предност. Беше и летото крај на таа клубска кариера кога ќе остана таму. Но ајде да видиме сега, нека покаже времето што ќе биде. Кажувате дека тренирате, меѓутоа, ајде оваа година во тој ваков период, бевте и тренер на Академијата Лушовски, се јавувате во улога на ширење на вашето искуство, на вашето знаење? Тоа да, дека тренер не. Официјално не, меѓутоа... Тие работи кои, ајде, може да се помогна кај, еве, тие наши пријатели кои работат со деца, ако сум имал слободно време. Гледате потенцијал или тешко е да се работи со деца? Ја повеќе штетам на Стевчани, сум уштедал него што сум со добро. Бидејќи ја кога ќе влезам со децата, станувам како нив, па се размазуваат и он има проблем после со работата. Например, кога бевме конкретно, значи, заедно таму на кампот. Но нормално дека е задоволство, значи, овие деца се сите многу мали, сите го следат ова така будно. Желба има, например, почнувајќи од себе, јас со тие, кажав, 14 години почнав да тренирам и скоро прв контакт со ракометот ми беше. Овие деца, значи, следат, тренираат и да не стане некој ќе кажуваат цел живот дека тренира ракомет у второ одделение, у трето одделение, четврто одделение, што во наше време немаше толку мали и толку да сака да тренираат деца. Се знае, се играше фудбал во тоа време, кошарка и ракометот беше најмалце застан. Може би, нели, овие сите работи кои се случија во државава и преку репрезентација и преку клубски ракомет доведоа до тоа и така е, но си е спорт број 1, едини спорт во Македонија кој може да донесе таа светска класа да луѓето ја гледаат во живо. Има буквално спектакл. Па спектакл, не може Барселона додека дојде фудбал или кошарка ќе треба да помине доста време. Во ракомет доаѓа скоро секоја година по еднаш, дали они, дали сите останати овие поквалитетни екипи. Сите имаат можност да ги гледаат во живо, во полна сала, во права атмосфера. Личи на Европа баш, нели, секој напревар на Вардар и Металург во Скопје. Бидејќи сме во автомобил веќе некое време, кажи ми дали доколку ти се случи некаков проблем на пат, можеш сам да го санираш или не си толку вешт па се јавуваш по автомеханичари? Зависи лични што. служби? Па зависи што, значи ако е гума можам да средам, а друго не можам да погледам, не знам. Џабе да отворам кога не знам што да гледам. Па имам јас и за тоа решение, доколку не дај Боже некогаш да знаеш дека автосалонот Бушар се најдобри, најквалитетни во Македонија, ќе ти бидат од полза во секој контекст. И сега бидејќи ние возиме на сончево време, ама секако доаѓа зима, во тој период сме од годината, можете да си ги набавите акумулаторите на Табмак од Весна едицијата и да немате проблем ниту со палење, ниту со зима, ниту со никаков друг проблем.
Многу ракометари биле на твоето место, со многу ракометари сме возеле, ама да знаеш дека никога не сум прашала што значи да си ракометар, како изгледа еден ден, од што се откажувате, станувате, тренирате, вежбате, што значи да си ракометар онака суштински? Па, значи, што и значи за секој човек во својата професија. Не имаме само еден друг начин на живот. Слободни сме дента кога нема од цабајле тренинг до тренингот и изгледа многу лесно и убаво. Дека можеш да седиш дома да тоа сакаш, дека можеш да излезеш нешто да завршиш. Пиеш кафе, да завршиш, да ручаш, па да седиш на тренинг од 6 до 7 и пол, да ти кажат па тебе супер ти, што правиш ништо, идеш у 6, сите кои идеме нешто да спортуваме и ти идеш и тоа вика, не е баш така, нели? Да, има напорно е, не е само тој физички напор, сега разговараме нели за тој врвен спорт, кој е многу одрекување од одмори. Напоменавме и тие зимски, и летни, и во исхрана, и во уживање во некои други работи. Тоа не постои во светот на спортот, нели, затоа што нити е дозволено, нити може да некој го издржи тоа темпо кога би живеел неспортски. Тие како помлад излегувања и уживања другарите што ги правеле во тој период. Било ускратено? Све било ускратено, затоа што конкретно јас сум имал тренинг во петок во 8:30 навечер во средна школа и завршил тренингот у 10 и пол и све завршувало. Тогаш до 11 сат траеше све за средношколците. Значи тие работи се тие кои морат да се поминат во тој период за да нешто Бидне подоцна. бидне ако бидне и кога ќе бидне веќе се знае тој начин на живот, тоа е негуваш во таа машина која нема излегување, значи кој е тоа темпо на игра, на пример конкретно во Македонија, СХ лига и лига на шампиони, се игра дома во недела, во понеделник Сабајле се качува на автобус, оди да игра негде во вторник, натпревар од СХ лига, во среда се враќа назад веќе во четврток лета и да игра лига шампиони негде против некого во сабота, што сега тоа све изгледа добро кога го пушташ телевизорот и гледаш дека е таму се стигнале. Супер, Играат, ама е тоа све едно темпо кое треба да се издржи стварно. И треба да се знае да се живее и да бидете подготвени да се откажете од многу работи. Така, да. Дали можеби некогаш во кариерата сте направиле некоја одлука, сте се откажале од нешто поради семејството? Пресудно ви е во тој аспект по вашата кариера? Па не сум имал ја таква ситуација, не сум имал некако кај мене све одеше Како што треба. баш како што треба, затоа што и тоа е нели голем проблем. После ова што се случи со Металург, тогаш се гледаат тие моменти кај што треба некој да оди вамо, да оди тамо, па да остане Тогаш фамилија, ви- па дали треба да е фамилија. Ја таква мака немав. Од Во таков случај како би почна. останале тука или можеби би заминале? Па сега зависи, тоа не може вака да се нели. Што би било кога би било? Да, зависи и од услови, и од понуда, и од каде, што е и Имате некој тим каде што сте сакале од секој да ги играте? Би останала желба до последно што се вели? а се работи, што знам како тим, не дека јас сум сакал не знам кај да играм, ама пак јас поменам целата таа ситуација која ја нуди Барселона како клуб. Значи, па и услови, и место на играње, и место на тренирање, како тоа све изгледа, кога се гледа на телевизија, изгледа нешто невозможно, но ево, Кире има среќа да е таму веќе 3-4 години и све тоа од блиску му е него и е као клубски колега со сите оние и од фудбалот, значи они тренираат на исто место, исти простори делат, исти паркинг, исто све и е, ете ја, бидејќи сум љубител на спортот пред све,
Може би во фудбал навивате за Барселона? Не, за Реал Мадрид најавам, но таму што сум го видел сакам да кажам. Што Реал нема ракомет, но тоа значи спортисти еден куп врвни, дали кошаркари, дали фудбалери и све е тоа достапно тука се менјаваат едни по други на тренинг и изгледа многу убаво кога ќе го видиш од близко. Бидејќи зборувавме за што значи да си ракометар, сега за сам крај кажи ми како денеска ти изгледа твојот живот, што се состои во еден твој ден кога ете немаш тренинзи, кога Имам тренинзи. да, меѓутоа не е толку напорно, не е баш Па напорно е, начинот на е живот понапорно од порано. може би понапорно се. Са бајле, денот ми изгледа, одам на тренинг секој са бајле во спортска академија со децава, кои се на таа академија запишани, нели? Тоа ми така ми почнува секој ден од Сабајле. Попладнето сум на тренинг со работнички и повторно денот исполнет, само што сега сум секој Сабајле со обврска да бидам на тренинг од 8:30-9. Како се пронаоѓате во таа улога? Па добро е, окей, значи тоа со седев овој што го разговаравме тој дел со таа младина колку сака, колку тренира ракомет и како уживаат во сето тоа и како пратат они, тоа е чудо, значи они секој детал го имаат од нешто пред 5 години што се случувало на некој напредок, некои работи што ние не ги памтиме, они ги памтат и значи се внесени во тоа, сакаат да станат сите тоа што сме биле ние и тоа е добро. Од тука стартуваме, тука и се враќаме по 40 минути и сега можам да го прашам Ванчо како уживаше во возењето со овој Исузу. Добро, пријатно сум изненаден, мокно возило за убава воžnја, комотна и за оние кои имаат потреба од ваков автомобил од овој тип. Мислам дека е окей, го препорачувам. И за сам крај кажи ми кои се твоите планови за во иднина и за следната година? Па прво нека во новата година нека заврши ова која започна минатово лето со работнички како што треба, да видиме дека нешто од нешто тргнало и се направило и времето нека покаже што се однесува до мене. Јас сум тука со академијата ракометна, со школи помлади деца и во ракометот сум уклучен. Што ќе видиме понатаму. Ти благодарам уште еднаш за гостувањето и на вас ви благодарам за вниманието во изминатите 40 на минути и во најновото издание на Влези вози. Се гледаме за точно 7 дена.